По повеќе децении од тежната сообраќајна комуникација, првото населено место сосед на градот Крива Паланка конечно ќе добие достојна патна инфраструктура. Селото Конопница веќе долги години бележи тренд на експанзија и доколку некаде постојат можности градот да се прошири, тоа е токму на овој дел од општината. Баш поради тоа, одговорните од локалната самоуправа веќе некој период се обидуваат ова населено место да ги добие сите услови карактеристични за релативно урбана средина. Во таа насога, секако неопходна беше интервенција за рехабилитација и реконструкција на патната инфраструктура. Потребата и проектите датираат од поодамна, а веднаш по добивањето на позитивниот одговор на апликацијата упатена до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, почнаа и работите на терен. По сите административни и други подготвителни фази, проектот деновиве конечно стигна до точката која сите со најголемо нетрпение ја очекуваат – асфалтирањето. Избраниот изведувач на работите, Евродрво од Скопје, од понеделникот работи на асфалтирањето на споменатата сообраќајница во селото Конопница, така наречениот крак 1, кој е во должина од безмалку 1 километар и го поврзува подрачното основно општинско училиште Илинден со црквата Свети Теодор Тирон. Асфалтната површина на патот е со ширина од 3,5 метри, а дополнително се поставени бетонски цевки за решавање на одводот. Деновиве излеговме на терен со градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски, кој информираше за текот на работите, но најави интензивирање на активностите за преостанатиот дел од патната мрежа. Од вчера почнавме со асфалтирање на кракот од домот до црквата Свети Теодор Тирон, пат во должина од 950 метри и активностите се во напредна фаза. Мислам дека за неколку дена овој дел ќе биде асфалтиран. Она што можам да кажам дека граѓаните на село Конопница се задоволни и навистина, баш како што рековте, многу одамна не замирисале асфалт. Еве, сега им поправиме овој пат како за нив, така и на сите оние кои имаат потреба да дојдат и до црквата и до гробиштата. Овој пат беше реална потреба. Овој пат е дел од моите предизборни ветувања. Тоа го реализира. Може би граѓаните беа нестрпливи дека еве нема да биде, па ни ветивте дека ќе го реализирате, но еве стојам на моето ветување, патот го реализирам. Со завршувањето на овој дел продолжуваме со асфалтирање на делот од почетокот на патот од М2 до завршетокот на асфалтот. Мислам дека ќе постојат услови да го споиме со село Мождивњак, но затоа не сакам да преюдицирам. Знам дека ќе биде до крајот на асфалтот повторно реализиран, повторно асфалтиран. И целта моја е, значи, Конопница да биде дел од Крива Паланка. Затоа што се повеќе поблиску и поблиску е, луѓето не си селуваат од Конопница, луѓето се вселуваат, луѓето остануваат во Конопница да живеат. Ние ги подобривме условите во училиштето. Во село Конопница имаме едно прекрасно училиште, имаме услови за учење на децата кои навистина може многу повеќе селски училишта, така да речам, да позавидат. Имаме едно модерно училиште и еве, со овие два патни правца што ќе ги реализираме, мислам дека се подобруваат условите за живот во ова село многу. Сепак тоа е и работа на нас, ние тоа ќе го продолжуваме. И повторно ќе апелирам, ќе ги замолам сите наши сограѓани кои се од тука на максимална поддршка за целата ова работа, максимално да соработуваат како со нас, така и со изведувачот, инвеститорот. За сите овие патишта, значи, општината има платено надзор. Надзорот е тој кој гарантира за квалитетот на патот, гарантира за изведбата. Јас не сум градежен инженер, не знам. Тоа е, неколку луѓе ми се јавија, па ова не е до... Значи, тоа ние имаме стручна служба, имаме стручна служба од инженери кои за тоа зимаат плата и мислам дека ќе се заврши се во најдобар ред. На крајот само сакам да кажам дека овој пат е од средства, дел од буџетот на општина Крива Паланка и дел од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието во руралниот развој. Алексовски неслучајно побара поддршка од локалното население, бидејќи дури во услови на реализација на еден преку потребен и долгоочекуван проект се јавуваат проблеми.
не толку од конфигурацијата на теренот, колку од табиетот на луѓето. Видете, ние патот го правиме по проектот. Значи, онака како што треба да правиме, така ќе го направиме. Ние во конкретниот случај овдека имаме на некој начин саботажа од страна на местното население. Вчера е патот направен, некој го ископал асфалтот и тоа е веќе крпена работа. Тоа веќе не е убаво, овие луѓе ќе го користат тој пат. Ја дали ќе поминам у 2 месеца еднаш или 3, тие секојдневно ќе го користат патот. И сега не е убаво, вака, ако се среќаваме со вакви работи, ако мора да интервенираме со полиција, ако мора ова да го правим, тоа е подобро да не го правим. Јас барам максимална соработка од местното население, затоа што сепак на иницијатива на местното население ова го правим. Значи, нивна беше иницијативата да го направиме патот, а вака јас ќе молиме да го сними тоа, а вакви работи да се прават, да се копа асфалтот, тоа е штета која плаќаат граѓаните, а која прават повторно некои несовесни граѓани. Како и да е, првиот човек на градот е убеден дека иако станува збор за релативно кратка делница, ова ќе биде значаен чекор во насока на подобрување на квалитетот на животот на населението од ова место, бидејќи структурата на делницата во минатото му задавала многу големи проблеми при нејзиното совладување. Со асфалтирањето на овој дел од патната мрежа во Конопница, ваквите проблеми се минимализираат и се овозможува попристојно патување за жителите кои ја користат оваа сообраќајница. Уште повеќе се улеснува и пристапот до местната црква, која секоја година е домакин на веќе надалеку познатата манифестација поклонение на Свети Теодор Тирон, која преку светителот, снаите и нивните свекрви го приближува народот до корените. На крајот, градоначалникот побара трпение од сограѓаните во преостанатите делови од општината, каде е најавена или веќе се работи на реконструкција или на нова патна инфраструктура. Изведувач на овие градежни активности е фирмата Евродрв, односно Алпине со Евродрв. Сите во целата оваа работа се имаат постапки. Значи, се работат земјаните работи овдека, па воскрљава. Се работи тампонирање овдека, па воскрљава. Се работи асфалтирање овдека, па воскрљава. Значи, си има, нека бидат стрпливи граѓаните, кога сме почнали тоа ќе го завршиме, дојдоа луѓе кај мене, па нема да биде, па кога ќе се асфалтира. Не можам ја да им сугерирам на изведувачите, асфалтирајте го, па поминете веднаш таму. Значи, тие си имат свој начин на работа, си имат своје. Кај сме чекале до се, да се чекам уште неколку недели и тоа ќе биде завршено. Она што го ветив, јас ќе го направам. Ветив овој пат, го правиме и овој, и патот од Конопница до крај на асфалтот, го ветив патот во Скаљава и тоа ќе го направиме сигурно.